Првиот човек на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски, на предстојните избори ќе биде носител на првата изборна единица. Во интервју за Република тој веле дека живее во Скопје и логично е да биде на чело на оваа изборна единица. Според Мицкоски, ВМРО ДПМН ќе води позитивна кампања што ќе нуди иднина, кампања што ќе се темели на проекти, реформи и трансформација на Македонија. Јас сум роден во Скопје, тука сум израснат, живеам во општина Карпош. Општина Карпош е дел од изборната единица 1 и логично е да биде тоа практично единицата во која што би ја предводел листата на ВМРО ДПМН коалицијата. Според првиот човек на ВМРО ДПМН, победата на неговата партија е очекувана, но сепак тој ги охрабрува гласачите да излезат на изборите и да гласаат за крај на владењето на СРСМ и ДУИ и почеток на трансформацијата на општеството од страна на неговата партија. Мицкоски вели, на Македонија треба мобилизација и масовност за 61 пратеник, за конечно државата да се ослободи од спрегите на лошото владење. Очекува овој изборен циклус да биде крајот на владењето на ДУИ. Очекувам следните избори ДУИ да биде многу непријатно изненадено од бројот на освоени гласови и пратеници во македонскиот парламент. Ова раководство на ДУИ и дел од луѓето кои што се дел од раководството на ДУИ се сериозно, според индициите, информациите и доказите кои што ги имаме ние, длабоко вплеткани во криминал. Нашата, би рекол, посакувана опција е да се даде шанса на така наречената албанска опозиција, која што ја гледаме полекано сигурно, се групира околу оската на ротација. Во интервјуто Мицкоски зборува и за претседателските избори, нагласувајќи дека веќе се прават подготовки за избор на кандидат за претседател на државата. Јасно дека треба да биде човек со интегритет, човек патриот кој што си ја љуби својата татковина, човек кој што ќе обединува, а не разединува. Станува збор за 5-6 кандидати кои што ги анализираме и генерално после овие анализи ќе имаме како партија јасна слика каков е капацитетот и што можеме да очекуваме на следните избори. Покрај прашањата за изборите, Мицкоски зборуваше и за последниот извештај на Европската комисија, која што е во фокусот на вниманието изминативе денови, како извештај кој има низина критики за целокупното функционирање на државата. Според претседателот на ВМРО ДПМН, инфлацијата, нискиот стандард, порастот на криминалот и корупцијата, партизираното обвинителство и судство се дел од секојдневието на граѓаните и тоа не може да помине незабележано од страна на Европската комисија.